Добар ден, драги мои, стартуваме со нова работна недела и стартуваме, подобро ќе кажам, и со нов серијал на Црвена линија за оваа недела. А онака понеделнички имаме една интересна тема за која што верувам дека многумина од вас ќе имаат што да кажат. Доволно е само да напоменам дека телефонскиот број ни останува ист 02-307-0005. Ваше е да го завртите, веднаш да го намалите тонот на ТВ приемникот, да зборувате со мене само преко слушалка, а еве и причината зошто ќе треба да се јавите во ова издание на Црвена линија. Факт е дека кучињата се најдобриот пријател на човекот, но не и секогаш. 9 лица завршија на инфективна клиника, мајка и син биле искасани сред бел ден, напад од куче скитник во Штип и последно од вчера, бегајќи од бездомни кучиња, жена во Тетово си скршила нога. Бројот за барање оштета на граѓаните кои се нападнати од кучиња расте секојдневно. Она што ве прашуваме денес во Црвена линија, дали градските татковци од вашиот град го имаат решено овој проблем? Значи, секој од вас кој што ќе се јави може да каже каква е состојбата во вашиот град, кој ги храни бездомните кучиња и кучињата скитници, дали треба да се остават слободни или пак да се затворат во стационари за кучиња. Секако ќе ве потсетам задолжително за следете не и на социјалните мрежи, Facebook Црвена линија, задолжително Телма телевизија на Facebook, бидејќи таму ја објавуваме темата, а најважно од се дека се зголеми бројот на следбеници на Instagram Црвена линија. Денес ако кликнете на сторито од Црвена линија Instagram, од нас ќе бидете запрашани: има ли бездомни кучиња во вашето мало? Тоа е нашето денешно анкетно прашање, одговарате со да и не. Секако Црвена линија, секој оној кој што ќе се вклучи во ова денешно издание, прво што ќе го праша е дали пазарите во месарница пред кое има куче скитник. Како да е, во продолжение, чест и задоволство ми е да поразговараме, ќе имаме гостинка на оваа тема. Станува збор за Мартина Павлови, која што е долгогодишен активист за правата на животните и добро информирана за проблематиката околу кучиња скитници, а ќе подсетиме дека воедно е и собственик на хотел за миленици. Ако имаме веќе Мартина Павловик во Црвена линија, ќе ја поздравиме. Мартина, здраво! Тина, здраво, ти благодарам многу на поканата. Ова е сеопфатна тема. Ми е драго што денес имаме прилика ова да го поразговараме. Се радувам дека добро се слушаме, па и веднаш можеме да преминеме на главното. Факт е дека проблемот со кучиња бездомници е децениски проблем. Се сеќаваме дека пред многу години со поддршка на холандската влада беа стерилизирани, се средуваше тој проблем, но сега се добива впечаток дека е анормно зголемен бројот на кучиња скитници. Зошто е тоа пред се така? Што се случува сите овие години наназад? Интересно прашање, директно во сршта. Да, точно имаше таква има иницијатива, меѓутоа иницијативата до ден денес трае, тоа е Залови стерилизирај врати, која што лајка се уште ја спроведуваат. Меѓутоа, како што знаеме, лајка се соочува со финансиски проблеми и ќе згасна целата иницијатива заради финансиски средства, што е тажно. Меѓутоа, главниот проблем зашто ја имам иницијативата, проблемот расте и продолжува бројот да се зголемува, е бидејќи немаме соодветни казни. Немаме казни за луѓето кои што одбираат да си ги исфрлат милениците на улица. Поготово тоа е проблематично кога станува збор за женско куче, кое што со текот на времето се продуцира и бројот по дефолт расте енормно многу и брзо. Тоа е една причина зашто и се враќаме кон тоа дека институциите, односно Агенција за храна и ветерина, несоодветно се врши работата во случаев. Што значи тоа несоодветно се вршат, бидејќи имаат и број на кој што треба да се пријави, нели, цела постапка доколку бидете нападнати од куче скитник или пак мачка, без разлика за каков напад станува збор. Зошто според вас, Мартина, несоодветно? Според мене, мислам, и многу од активистите несоодветно е, бидејќи Законот за заштита и благосостојба на животни со години не е апдейтиран, односно немаме промени во тој закон.
И тоа значи дека ние имаме огромен простор во тоа што по нас е благосостојба и соодветно чување на животното, што не смее да биде така во едно цивилизирано општество. Законите мора да се точно одредени, што смееме, а што не смееме. Исто како што нели би казниле некој кој што поминува на црвено, заради тоа што тоа е потенцијална опасност, мораме да го казниме и тој кој што исфрла мајка со цели легла на улица или едно куче, седно. Меѓутоа, несоодветниот дел доаѓа во тој аспект кога немаме казни и тоа остава простор за луѓето да постапуваат по нивна волја. Тоа значи да се исфрлат на улица. Интересно е дека Холандија е земја која што целосно нема проблем со кучиња бездомници. Факт е дека еве се трудат таа своја формула да ја пренесат и на овие простори. Но дали според вас може би е потребно не само казни, туку да има и полиција која што ќе биде задолжена да ги регистрира тие оставања на цели легла кучиња по улиците? И како функционираат стационарите со оглед на тоа што еве Лајка е реновирана, може би далеко до она приказна по која што ја паметиме никогаш? Да, фала Богу, врдаришта постои, меѓутоа Лајка се соочува со сериозен финансиски проблем, па тука има донации за кебиња, не може да работат соодветно во обзир нели што е нивната дейност, заради тоа што финансиите го скратуваат тоа. Иако конечно после толку многу години ние добивме стационар кој што може да се пофалиме дека го имаме и би било жалосно да згасне само заради финансиски проблеми. А во однос на како изгледаат стационарите, кажав, сега може да се пофалиме. Меѓутоа, проблемот е во тоа што тежината најмногу паѓа на активистите и ние се соочуваме со огромен број на насилство кон животните. Делот после тоа што имаме случаи со нели каснувања и тужби, доаѓа заради тоа што тие животни на улица претекуваат хора. И потоа некој недолжен граѓанин страда заради тоа што тоа животно било клоцано, тупано, можеби имало обид за труење и тука се вртиме во еден круг, буквално е зачаран круг, кај што си ја префрламе топката за тоа кој е виновен, меѓутоа најмногу, да речам, најдебелиот стап од оваа приказна е кон животните свртен. Тие најмногу страдаат. Мартина, благодарам многу што се вклучи во ова денешно издание на Црвена линија. Ти посакуваме преси и многу успех во работата и се надеваме дека оваа проблематика ќе биде заборавена наскоро. Можеби ќе треба повеќе време, повеќе средства, законски регулативи, но се надеваме ка повеќе и нема да имаме ваква тема во Црвена линија. Благодарам уште еднаш многу и сега кога остани до крајот на ова денешно издание, од каде да си да проследиш еве да слушнеш какви се искуствата на гледачите кои што ќе се вклучат во ова издание. И ми биде драго, да. Тука сум, секако ние активистите сме спремни сплотано да работиме на овој проблем, за нас сите нели да не биде убаво во заедницата. Така што доколку има иницијатива од институциите кои што ги спомнавме, ние секако сме за да се реши проблемот и ти благодарам уште еднаш за искуството. Благодарам и тебе, а ние сега, драги мои, се префрламе на вас. Она што сакаме да го слушнеме од вас е какво е вашето искуство, еве ако се увате од некој град кој што не е Скопје, како е во вашиот град, вашата општина и генерално што сметате дека треба да се направи. Ја слушнавме Мартина, секако казни, санкции и законски регулативи и стерилизација. А сега ќе одиме и на анкетата да ве потсетам, значи задолжително сакаме да ви има во поголем број. Инстаграм, не заборавајте, профилот е Црвена линија, а на Инстаграм стори ве прашуваме има ли бездомни кучиња во вашето мало. Ако имаме гледач, веднаш ќе го вклучиме. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Па конкретно еве на вашите прашања, во мојот град, кој што е еден од ретките кај што имаше објект за А кој е тој град, дали би сакале да споделите? Велес, пример. Во Велес, добро. Да. Имаше објект во кој што се третира бездомните кучиња, меѓутоа очигледно дека заштитниците на животните не може да се справат со овој проблем. И тука мислам дека не треба да се водиме со емоции, него едноставно треба да се превземат искуството од
цивилизираните земји во кои што очигледно е дека никаде во ниедна културна земја не може неконтролирано да се движат бездомни кучиња по улиците, по јавните места кај што слободно минуваат луѓе. Значи проблемот мора поефикасно да се решава. Не е решение да им се остави решавањето на проблемот на љубители на животни, него мора без емоции да се пристапи кон ефикасни мерки. Активистите зборуваат дека треба да се воведат и казни и секако законска регулатива и стерилизација. Основното е дека со било какви казни не може да се оди против законите на природата, кај што начинот на неконтролирано размножување ги надминува сите мерки што се примерни и издржливи за нашата средина. Очигледно дека нема средства. Благодарам многу што се вклучивте во денешната дискусија. Топло препорачувам да останете до крајот на ова издание, а ние ќе вклучиме нов гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Благодарам. Па дали сте од Скопје или можеби од друг град, може ли да ни пренесете каква е состојбата и вашите видувања и искуства со бездомни животни, скитници, кучиња? Се јавувам од Скопје, ама во сите градови е исто. Што значи, вака да кажам, Скопје нели е велеград, така? Така, метропола. Така, па погледајте како е во европските метрополи. Едноставно пренесете го искуството. Јас ќе ви кажам сега еден пример, Виена, например. Во Виена немате кучиња бездомници по улица. Домашно милениче можете да го шетате само со кајшче, да носите метла и лопатче и кеса. А за скитниците има бесплатен телефонски број на кој што секој граѓанин, а тие се многу ригорозни, го пријавува кучето. Доаѓа веднаш службата, го прибира во стационар и објавува оглас на веб-сајтот дека има изгубено куче. Во рок од 7 дена, ако не се јави собственик, се знае чарето. Извинете, ако не го преземе некој, тоа е еутаназија. Нека ми извинат овие здруженијава, ама тие, за да го решат проблемот по Скопје, или нека ги плаќаат сите казни за каснување, или нека си ги земат дома кучињата и таму да си ги чуваат. Благодарам многу. Слушавме од гледачот како е во Виена. Јас ќе ви дадам информација дека ширум светот постојат околу 200 милиони кучиња скитнаци и тоа е според Светската здравствена организација. Меѓутоа, Холандија не допринесува на оваа статистика и е на врвот како земја која што го има регулиран овој проблем. Вклучуваме нов гледач. Добар ден или добро вечер. Добар ден, добро вечер. Може и двете. Ако, што ќе кажете на темата околу зголемениот број на бездомни кучиња скитници и зачестената појава на напади од истите? Вака сега. Кога ќе се случи некоја работа од тие кучиња скитници да го патат некое дете или жена како што е скрши, сите проти. Кога ќе се случи дека некој отру куче или го тепал или ради тоа, сите на Фейсбук плачат. Арно кажа човеко, цела Европа идом сетано. Кај се случува оваа работа. Кога државата не може да се справи со тоа, во своји раце да се видиме ние граѓаните. Како? Како се уништува? Ние мораме да уништуваме. Не можам јас да го плаќам внучето наш кога го испечам ради бездомници кучи да во Битола. Секој ден да го испечам и да го вратам. Шо друго? Така треба да се уништат. Кажете ми, во цивилизираните земји слушнавме и во Виена како е. Зошто сметате дека е невозможно законски да се регулира и државата да го реши тој проблем? Па така, ви кажа жената или како да ја наречам господјата дека сакат да помогнат с храна, нешто да се земи. Како ајде ќе прибира. Кој ќе донира храна за тие кучи да ги изгрижиме? Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Одиме со уште еден гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, вие сте во црвена линија. Благодарам.
Не знам дали се вувате од Скопје, може би сте од друг град, но еве како можеме според вас да го решиме овој проблем? Па би требало да го решиме демократски, да одлучи поголемиот број на граѓани. Затоа што помалиот број на граѓани, представувано од Друженија за заштита на животните, сака државата да ги згрижува кучињата. Ако веќе еутанзијата е применлива на луѓето, зашто не би било применлива на кучината? Ние сме сиромашна држава, не можеме да си дозволиме да А како ви звучи државата се стерилизација? грижи за сите кучиња без оглед на нивното потекло и дали се пуштени на улица или природен наталитет. Сметате дека државата нема капацитет да ги стерилизира женките и нели да го Точно намали така. наталитетот на... Како беше во времето на социјализмот? Тогаш имаше помалку број на кучиња на улиците. Државата како се погрижи тогаш, може истиот модел да го примени денеска. Тоа би било се. Дали имате уште нешто да додадете? Ако имате вие некој прашање, повелете. Имаме. Има ли бездомни кучиња во вашето мало? И како, секое мало скопско има. Благодарам многу за јавувањето, секако останете да не гледате. Добро вечер за новиот гледач во црвена линија. Дали сум ја? Да, вие сте во црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Димитар, оди намали го? Димитар. Ете така, тој што е задолжен со далечинското, нека го намали тонот, а ние ќе Само момент. преку слушалка. Каде е брат Димитар Доличинското? Шо ми направи? А, сега. Не го карајте и останете со Добро, мене. добро, се снајдов. Се Па така, снајдов. еве, кажете што ќе кажете на темата. Видите, јас сум Бабаровско цел Орман. А Бабаруска била, па Бабаруска и во вашето село Урман има ли многу бездомни кучиња? Кучиња има многу, од секаде донасат и ги пуштат да шетаат по улица, а јас ќе ви кажам еден пример мој. Јас отидов јајцо, имаме, се продаваа јајцо, чуваа кокоски луѓе, малку подалеко од мене, и да влезам, викам, нема никој. Влагам унатре, знам да имат куче врзано, тогаш го немаше. И влагам унатре, викам, сигурно се у фарба да земам јајца. То ако почне по мене да трче, ја трчи, она по мене ја рекao готово, завршив. Паднав до вратата, кучето се врате. Значи тоа било лек. Да куче кој ќе те брка, не да го бркаш, него да клекнеш, оно бега. Друго, има таму кај Лепенец. Една жена чува, може 300-500 кучиња, не знам баш колку. Не можеме да поминеме там цело село. А даваше целото петиција 2 пати за да се тргне. Да не кажем отворено, имала таму некоја брат Нојник го подржавал. Благодарам многу, Бабаруска, што се јавивте во црвена линија. Веднаш вклучуваме нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро од црвена линија? Сега од Македонска каменица. Од каде ни се јавувате? Од Македонска каменица. Од Македонска каменица. Како е во Македонска каменица со кучиња бездомници, скитници? Има ли многу? Нема многу кучиња бездомници. Во нашето мало има се кучиња. Ама има газди. Од таки изгазија. Знаете, мало е од 60 кучи. Има те кучиња. Ама меѓу е пасот тука, почет брга и изгазија, некои строви. Колку каменица и нема кој да ги ради, изгледа за леп. Кучаците, треба да врати, не покрути да зарадат кучиња. Па така, ама јас ме друго интересира. Некој ги собираше кучињата од каменица. Ги собираше, ги товареше, па ги караше од Скопје стовари. Едно куче од Скопје, да една моја пријател. А студентка си го најде кучето во Скопје. Во Скопје го најде. И си го носара во каменица. Кој го однесе во Скопје? Такви има протеже. Значи, остају центар
Да за мене куќава да го можеш друкан. И тоа е за наопас се учи. Наопас. Тоа треба да кажеш. Цениме што се јавивте во црвена линија, благодарам многу и додека чекаме гледач морам и ова да ви кажам. Во Холандија скоро па и нема кучиња скитници, а овој проблем холанѓаните го решиле така што со програмата за стерилизација која ја финансира државата и заедно со Светската агенција за заштита на животните, најефикасниот начин е всушност да се намали популацијата со стерилизација, а не со еутаназија. Добар ден, добро вечер. Да, здраво, црвена линија, добро вечер. Па види дека у Јосип Broz времето проблемот се решаваше со боева амуниција. Значи сега Многу слабо ве слушам, нечисто. Социјализмот, бидејќи немаше многу шетање, скитање како сега у едно време, и излегува екипи, вајда шинтерски екипи у тоа време што биле, идеа со боева амуниција, значи пушки, и ги устрелува кучињата скитници и така да немаше кучиња скитници. А сега овакви неодговорни власти како ова и претходните у време на плурализма в демократијава, кучиња скитници имаш колку али сакаш и као сите се грижат околу нив, стори само се борат као тие невладини организации да додат до некоја пара за своите джебови, не дека им е гајле за кучињата, ги пренесуваат кучињата од едно место на друго, од Драчево у Ѓорче, од Ѓорче у Маđари, од Маđари у Капиштец, и така ги вртат цело време кучињата и као ги тргнале. Значи неодговорни се овие организацииве невладини као и они се најголем проблем уствари. Кучињава не би се котеле толку да они ако не ги штитат од толку, кој сака да чува куче, нека си го чува дома, а не да напаѓа луѓе. За баље у 4 сат нема светло по улиците. Благодарам многу за јавувањето и само ќе кажеме, еве во Холандија тоа е решено така што многу општини ги зголемиле даноците за купените кучиња кои ги поттикнале луѓето да посвојуваат кучиња бездомници од прифатилиштата. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Се слушаме? Да, се слушаме. Дали ни се вувате од Скопје или можеби од некој друг град? Или од Битола, Битола се вау. А, од Битола. Како е во Битола, еве, според вас? Малку ладничко, стварно е. Да, ма со кучиња бездомници, скитници. Кучиња има и Битола скитници доста кучиња. Така. Ама тоа не може да се реши така преку ноќ. И сега овие што се за кучиња некој барат да се презизираат, треба парите тоа, а државата не е слаба, нема пари доволно. Така продолжете, вашето време си тече, искористете си го целосно. Јас мислам дека треба да се убијат некои кучиња, што се некои има и кучиња заразни, не знам, не згадо шетат. А другите да се ова што е ветеринарните да ги... Во Битола има ли доволно стационари? Како функционираат службите за... Службата никако не функционира. Службата не функционира никако. Некои земат пари, имат и елат, а кучиња имат секакви. Некои со каста, некои болни, болести пред таковата. Овие се бунат да не се убиват кучињата, а и тоа не е вред. Поред мене, мислам. Има кучиња кај што се прва ѓубрето меглете тамо. Заразени секакви кучиња. Никој не може никак да гледа. Овие земат пари што се ветеринарните некои што за тоа, никој не... Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Те слушнавме и во Битола како е, слушнавме и во Каменица, дури како е, да видиме што ќе ни открие новиот гледач. Добро вечер. Добро вечер, црвена линија.
Ало, добро вечер. Секој добро, вие сте во Црвена линија, верувам дека се слушаме добро. Се слушаме одлично. Дали ни се јавувате од Скопје или можеби од некој друг град? Да, од некој друг град, од Струмица. Од Струмица. Каква е состојбата во Струмица со бездомни куќи? Видете, јас живеам во центарот на Струмица и работам во центарот на Струмица. Запознаен сум со тој проблем и проблемот е следниот. Има две анекдоти. Првата анекдота вели дали во селата имаш куќиња скитнични? Вика немаме. Па како немате? Па шом дојде до таков проблем, ние ги взимаме куќињата, ги носиме во градот. Во Струмица има контейнери каде да се ранат. Да се хранат. Вториот проблем е на сред площад. Имам прилика на Сабалево 6 сати или 6 да носам, дистрибуирам храна. Па најмалку 6 до 10 куќи има на самиот площад во Струмица. И каде што работам пекарата се собират исто така куќиња и мачки. Комшиите реагираат зашто им даваме храна. И уште една анекдота. Поминуват 100 души, 10 души ги лаат, 90 не ги напаѓаат. Ке подсетам да внимавате на тајмер од 90 секунди. Секако големо благодарам за гледачот од Струмица кој што се вклучи во Црвена линија и ни раскажа како е во Струмица. Имаме нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме во Црвена линија. Поздрав од Кавадарци. Голем поздрав и од Црвена линија до Кавадарчани. Како е во Кавадарци состојбата со куќиња скитници? Има ли многу? Како да се леси? Врие у Кавадарци од куќиња, господјо. Полно има куќиња. Полно куќиња. Само вако треба да се отруват или да се изтепат куќињата. Обавезно. Не можеш да поминиш на улицата од куќиња и од годна со извинење. Нашите жени не туку куќиња град, да се мнозина, нарочно за жените. Во Кавадарци има ли стационар? Не нема леп да јадем и не е стационари. Кој ќе ги плаќа тој стационар? Треба дето да раѓат, а не куќиња да гледат нашите жени. Срамота е лоша го има, не можеш од куќа да поминиш и од годна од лајда. Поминиш со воски и куќиња има. Обавезно да се изтепат и да се изтруват. Срамота е лоша го има, бе. Те стационари се плазме. Не сме богата земја, ниту сиромашка, не е Фаластин или Англија, западно това. И нема леп да ја има они куќиња треба. Не можеш да поминеш на улицата, господи, од куќиња. 2 пати ме бабаме. Ако треба да се треќи нешто, Ке се заблагодариме за гледачот кој што ни се јави од Кавадарци. Црвена линија има респект за секое различно видување, но овој пат ќе направиме устапка бидејќи сметаме дека треба да се превземат решенија кои што се соодветни за времето во кое што живееме, а тоа е 21 век и решенија кои што ги спровеле земји како што се на пример Холандија, северните земји кои што воопшто немаат проблем со куќиња скитници, голем дел од нив се вдомуваат, стационарите функционираат и секако масовна стерилизација. Далеко од тоа дека ќе поддржиме труење, убивање и така натаму. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Така, гледам, јас ве пратам со музејава Црвена линија. Јас сум собственик на куќа, лабрадор, кој е придружник на лице со посебни потреби. Него сакам да кажам едно. Ние како луѓе не сме толку свесни како што се свесни куќињата што можат добро да направат. А второ, општините во град Скопје, знаете ли колку сте должни на јавното предпријатие што е Лајка? Тоа е нешто невидено. Господјата Даниела, градоначалник на град Скопје, треба се малку да се замисли и да каже што треба да се направат општините да направат за тоа да таа фирма таму. И во каква состојба се куќињата. Јас имам домено 4 куќиња и дадено во Лајка на чување.
Јас сум родител на лица со посебни потреби, а башка што нашите институции овдека се многу тешки и припатливи да можат инвалидно лице со куќе да може со придружник да влезе во кладавница да се купи за јадење или да прошета негде на други места. Ретки се некои места, фала му на Бога и фала на тие институции, што ги примаат да може да влезе. Јас апелирам до сите граѓани во државава да се малце мира и да дадат добар апел. Ако може да го прихрани куќето, нека го прихрани, а не да го тепа и да го брка. Куќето е многу попаметно од човекот. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Ке подсетам денес темата е како да се реши проблемот со огромниот пораст на појавата на кучиња скитници. И на кучињата еве ќе кажеме не им е лесно, нормално трагаат за храна, стануваат агресивни, не се стерилизирани и сето тоа е огромен проблем за сите кои што живееме во оваа држава. А секако постојат цивилизирани решенија за тоа. Добро вечер. Добро вечер. Јас само ќе подсетам, телефонскиот број е 02-307-0005. 5 линии се активни и верувам дека ќе ви има и во поголем број, ако сте и од некој друг град, општина, секако пренесете го вашето искуство, односно еве да не откриете каква е состојбата таму каде што се јавувате, кога веќе зборуваме за огромната појава на кучиња скитници. Ке почнеме со твитот на Кумановски муабети, бидејќи Твитер заедницата исто има што да каже на оваа тема. Ова е наслов каде што се зборува за 2 напади од кучиња скитници во Куманово. Џорџ Орвел вели: во Тетово се носат кучиња скитници од други напади. А да видиме што ќе ни каже и следниот гледач, бидејќи вам ќе ви дадеме предност, доколку имаме на линија. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, одлично ве слушам, тоа ми е најважно. Се јавувате од Скопје или можеби од некој друг град? Од Драчево. Од Драчево. Добро, како е во Драчево? Има ли огромен број на кучиња? Има многу. Скитници. Огромни скитници и напаѓаат многу. Зошто е тоа така според вас? Па не знам зашто. Дали сте забележале, дали драчевчани зборуваат меѓу себе дека се оставаат поголемо легло кучиња, бидејќи имаме впечаток дека некои несовесни граѓани ги дислоцираат од едно во друго. Јас работам како чувар навечер и гледам. Гледам што прават кучињата. Ја одам по мене со точак, ме напаѓаат мене. Дали сте пријавиле во агенцијата? Што ако пријавиш? Ќе ги земат, ќе ги однесат и ќе пуштат, па ќе ги вратат истите кучиња. Јас барем секој вечер ги гледам. Според вас еве кој е најдобро решение? Како можеме како држава да се справиме со овој проблем? Дали се уште го имаме гледачот, најверојатно не одиме, драги мои, со реклами па резултати од анкета. Земавме малку здив со рекламите, сега ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата. Инстаграм црвена линија, заследете не таму, а оние кои што дадоа одговор на анкетното прашање, еве како е сумирано. Има ли бездомни кучиња во вашето мало? Тоа праша црвена линија. Со да одговорија 88%, а со не одговорија 12%. Драги мои, благодарам пред се на сите оние кои што се јавија, зема активно учество во црвена линија. Утре во истиот термин ќе бидеме заедно со нова тема. Ве оставам на програмата на Телма телевизија. Од мене, довидување.